Добре дојдовте ученици во нашата училница. Моето име е Ирена Пешевска. Работам како деленски наставник во основното општинско училиште Киро Глигоров во Скопје. Денес заедно со мене ќе влеземе во светот на математиката. Математика во прво оделение. По завршување на овој час, вие деца ќе го разбирате одземањето како броење наназад и одземање на две количини. Ќе го препознавате знакот минус во математички искази што се однесуваат на одземање. Ќе умеете правилно да го пишувате и применувате знакот минус, да размислувате математички и устно да го препознавате одземањето во конкретни ситуации од секојдневниот живот. Да почнеме со одземање. На првата слика го забележуваме мечето како гледа во крушите и сака да се наслади со нив. Колку круши имало на дрвото? Ајде, дечиња, помогнете ми да ги изброиме заедно. Една, две, три, четири, пет, шест, седум. На дрвото имало 7 круши. Мечето изело неколку од нив, легнало по дрвото и заспало. Колку круши изело мечето? Да изброиме заедно. Една, две, три, четири, пет, шест. Мечето изело 6 круши. Колку круши останале на дрвото? На дрвото останало само уште една круша. Да ве прашам, ученици, што се случи со крушите? Бројот на крушите се намали откако мечето изеде неколку од нив. Девојчето Ивана многу сакаа цвеќиња. Таа често ја посетува градината. Треба да одговориме на прашањето: колку цвеќиња имало во градината на почетокот, пред Ивана да набере неколку од нив? Повторно броиме, дечиња. Едно, две, три, четири, пет, шест, седум, осум, девет. На почетокот во градината имало 9 цвеќиња. Колку од нив набрала Ивана? Ке дознаеме ако броиме сега наназад. 9, 8, 7, 6, 5. Ивана набрала 5 цвеќиња од градината. Колку цвеќиња останале? Во градината останале 1, 2, 3, 4 цвеќиња. Што се случило со бројот на цвеќињата, деца? Бројот на цвеќињата се намалил откако Ивана набрала 5 цвеќиња. Девојчето Ања е едно ведро и весело девојче, многу сака да јаде лижавчиња. Ајде сега да ја помогнеме на Ања да изброиме колку лижавчиња има на оваа слика. 1, 2, 3, 4, 5. На сликата има 5 лижавчиња. Колку лижавчиња земала Ања? Ќе погледнеме на сликата и ќе кажеме дека Ања изела 2 лижавчиња. А колку лижавчиња останале? Ајде, дечиња, да броиме. Така е, останале 3 лижавчиња. Да ве прашам, што се случи со бројот на лижавчињата? Бројот на лижавчињата се намали откако Ања зема 2 лижавчиња. Броевите знаеме дека ги пишуваме со цифри, но со кој знак ќе ги поврземе кога треба да ги одземеме, ученици? Токму тоа на овој час ние ќе научиме. Пред да кажеме за кој математички знак станува збор, повторно една гатанка ќе ви поставам. Црта легната сум права. Кој сум јас? Размислете со својата глава. Кога треба нешто да се намали или помало од поголемо да се одземе, секогаш запишан сум токму јас. Не сум јас никако вирус. Јас сум математичкиот знак минус. Токму така, дечиња, денес ќе учиме за знакот минус, кој што се употребува во математичката операција одземање. А каде и кога ќе се запише знакот минус, сега ќе научиме. Знакот минус се пишува многу лесно. Една цртичка права во легната положба го означува знакот минус.
А доколку сакате, кренете го прстето, па со прстето вака во оваа положба покажете дека умеете да го представите знакот минус. На оваа слика гледаме жаби како седат во една бара. Тие на број се 4 жаби. Но по некое време две жаби скокнале во водата. Тоа го гледаме на втората слика. Колку жаби останале надвор од водата, ученици? Надвор од водата останале 2 жаби. Математички тоа се запишува вака. 4 минус 2 е еднакво на 2. Знакот минус го читаме минус и во оваа задача тој ги представува двете жаби што скокнале и бројот на жабите се намали. Така е, се намали бројот на жабите што останаа надвор од водата. На гранката има 3 птици. По некое време одлетале 2 птици од гранката и останала само уште една. Запишуваме. 3 минус 2 е еднакво на 1. Правилно ги изговорив броевите 3, 2 и 1. Во одземањето, меѓу нив се става знакот минус. Зошто, ученици? Поради тоа што 2 птици одлетале. Затоа и во одземањето броевите сега добиваат и уште едно име. Бројот 3 е намаленик. Бројот 2 намалител. А резултатот што се добива при одземањето на 2 броја се вика разлика. А тука разликата е токму оваа една птица што останала на гранката. На оваа слика гледаме 4 дечиња како се забавуваат на едно игралиште. По некое време девојчето си заминало. Нејзиното заминување го означуваме со знакот минус. 4 минус 1 е еднакво на 3. 3 е разлика. 3 се дечињата кои што останале да играат на игралиштето. Сега ќе ве замолам да ги кренете рачињата и да покажете толку прсти колку што забележувате на оваа слика. Колку прстиња кренавте, дечиња? 8, така е. А сега ќе ви кажам, представете со вашите рачиња 8 минус 5. Што ќе направите, дечиња? Ќе ја повлечете едната рака со 5 прстиња, ќе ја одземеме. Колку прстиња останаа? Колку изнесува разликата на 8 минус 5? Разликата на 8 минус 5 е еднаква на 3. 3 прстиња кренати е всушност решение на оваа задача. Ирена пак размислува. Вели вака: можам да одземам и со броење наназад. Ајде, Ирена, објасни ни како. На бројна низа или пак на линијарчето од вашиот училишен прибор, застанете со прстето на бројот 6, бидејќи во оваа задача 6 е намаленикот. Треба да пресметаме 6 минус 3, значи ќе се вратиме 3 броја наназад, ќе се вратиме 3 полиња наназад. 6 минус 1 и уште 1 и уште едно, дојдовме до бројот 3. Како ја решивме задачата? Со одење наназад, со броење наназад. До кој број стигнавме? До бројот 3. Значи, што ќе заклучиме? 6 минус 3 е еднакво на 3. Оваа стратегија, постапка на решавање, можете да ја користите, ученици, и на вашиот час кога имате задачи со одземање. По завршување на роденденската забава, децата кажале кој колку сокчиња испил. Едното дете кажало вака: од 5 чаши сок јас испив една и останаа полни 4 чаши. Од 5 чаши сок јас испив 2 и останаа полни 3 чаши. А Славеникот, кој што бил најмногу жеден,
Рекол, од 5 чаши сок, јас испив 3, значи -3, и останаа уште 2 чаши сок. А оваа вежба, деца, вие секојдневно правете ја наутро, но наместо сок, нека вашето утро почне со чаша топло млеко. Кога ви објаснував за постапката собирање, ви кажав дека можете да собирате со помош на точките од домино плочките. Верувам дека ви беше интересно. А денес, истата постапка со броење на точки ќе употребиме и во операцијата одземање. Еве како, ученици. Во одземањето, најголемиот број на маленикот спишува на првото место. Тој го означува вкупниот број на точки во оваа задача. 1, 2, 3, 4, 5 точки. Ако од 5 зелени точки ги одземеме 3 точки од левата страна, остануваат 2 точки од десната страна. И спротивно, ако од 5 точки ги одземеме 2 точки од десната страна, остануваат 3 точки од левата страна. Понекогаш, на местото на намалителот или на местото на намаленикот, ќе има и празно квадратче. Но вие имајте ја на ум оваа постапка и верувајте дека ќе ви биде многу лесно да ги решите задачите. Еве, на пример, од 9 портокалови точки, колку треба да одземеме за да ни останат 4? Или пак, од 9 портокалови точки, колку треба да одземеме за да ни останат 5? Јас мислам дека веќе ја разбравте задачата и ќе можете да дадете сами решение. А ваква задача, дечиња, денес имате за решавање во математика 1 на страна 33. Откако ќе ги решите задачите во вашата тетрадка, ќе се обидете чисто, внимателно и уредно да го запишете знакот минус. Но ќе ве замолам, меѓу квадрачињата да оставате едно квадратче празно место, затоа што така многу поубаво на изглед ќе биде пишувањето во вашата тетрадка. На минатиот час, кога учевме за собирање, реков дека многу зборчиња во македонскиот јазик може да се преведат и на математички јазик и некое зборче да биде заменето со знакот плюс. Истото тоа денеска ќе го спомнеме и во операцијата математичко одземање, каде што внимателно ќе ги слушнете зборчињата, на чие место треба да се стави знакот минус. Еве, на пример, на паркингот имало 5 автомобили, од нив 4 си заминале. Стоп! Си заминале. Што кажува овој збор? Дека бројот на автомобили се намалува, дечиња, и наместо зборчето заминале, ќе ставиме знак минус, кој што ќе ни помогне да ја решиме задачата. Од тука ја решаваме вака. 5 минус 4 е еднакво на 1, а тоа е одговорот на задачата. Уште колку автомобили останале на паркингот? На паркингот останал уште еден автомобил. Мартин читал книга од 20 страници. Прочитал 10 страници. Стоп! Зборчето прочитал. Што ни кажува? Дека бројот на страниците што му остануваат за читање е помал, бидејќи 20 минус 10 е еднакво на 10. Со читањето на книгата, кај Мартин забележуваме дека се намалува бројот на страници кои што му остануваат за читање. И во секојдневниот говор и изговор на некои зборчиња, обидете се, дечиња, внимателно да слушате, затоа што позади секое зборче може да се крие математичка операција. За домашна задача. Се надевам дека ова што го зборувавме досега за вас веќе е јасно и ќе биде знаењето применливо во самостојно решавање на задачите. На страна 33 во математика 1 имате неколку задачи кои што ќе требате да ги решите сами. А оние ученици
кои што веќе ги имаат изработено задачите, нека го искористат овој час да проверат дали сите решенија се точни. И пред да се збогувам со вас, сакам повторно еден совет да ви кажам. Знаете ли, дечиња, дека и во секојдневната исхрана можеме да вежбаме операции со бирање и одземање? Како? Еве сега ќе ви кажам. Со вашите моливчиња, со вашите фломастерчиња и боички можете да го направите или знакот плюс или знакот минус. Па, кога ќе сакате да внесете во вашата уста некој од овие производи на сликата, можете да вежбате колку колачиња изедов, па уште колку сакам да додадам и на крајот од денот колку вкупно колачиња вкусив. Или пак, ако јадете чоколадце, избројте ги претходно правоаголничињата на чоколадцето колку се на број. Па кога ќе вкусите неколку, значи имате операција одземање, сте скршиле неколку правоаголничиња и ви останало на чоколадцето уште неколку. Истото е со бомбончиња. Но, уште нешто многу важно сакам да ви кажам. Бидејќи вие секојдневно растете и се развивате, многу е важно, дечиња, да внесувате што повеќе овошје и зеленчук, што повеќе здрава храна за детство без мана. А додека јадете, собирајте, одземајте, бидете ми среќни, весели и се надевам дека наследниот час ќе ве видам уште поголеми. Ви благодарам на денешното внимание, ве поздравувам и ви посакувам се најдобро. Довидување, дечиња.